наставниците на Национално-академички советови за данс уметности не сакаат да почекаат што ќе реши правниот, што ќе реши економскиот, големите играчи во бизнисот со образованието, туку напротив инсистираше да го кажеме тоа сега. Сега, ја не мислим да го пренесам овама, бидејќи одлуката веќе донесена, се чувствам слободен да го споделам. И моето задоволство, возбуда и радост дека кој друг како не уметниците кои што постојано не сапите нели за така малку откачани, малку не се игри за така. Но да се вратиме на прашањето односно на нашата тема тука, наш собир, дали е активизмот нели. Колега, како беше може? Јас мислам дека одговорот го дадовме некоја. Втори студентски марш. Знаете, не се работи за тоа дали е тој можен или не можен. Бидејќи кога живееме во општество и во ситуацијата, мислам на целиот свет, кој што многу поинаку ги има поместено работите во однос на тоа како ние сме се образували и школувале, и како генерација, и како едно наследство образовано, не е тешко да се каже, туку напротив, треба да се нагласи дека активизмот денеска стана нужност. Јас лично сум против децентрализацијата во сите можни аспекти и сфери на позивното живење, во нас смисла на децентрализација на обезноќување на центарот. Но видите какви парадокси се случуваат. Ако 68-те, како еден феномен во европската култура и историја, доведе до децентрализација, колку доаѓа тоа 50 години подосна, повторно некоја потреба се јавува од централизација. Тука не мислам на авторитарен концепт на авторитаризација, колку што мислам дека некоја мака нас, а ја тоа го тврдам дека токму децентрираната мака не натера да се собереме како што рекол прешто. Манко се тука и непознати, активизмот е нужност во таа смисла дека најверојатно се исцрпени веќе во ова наше општество сите можни опции, сите можни институти со кои што оние луѓе кои што мислеа малку поеднакво или мислеа дека не дека се во правото, дека сакаат да мислат, беа игнорирани и ова најверојатно е почетокот на крајот на или почетокот на еден голем почеток кој што јас сум благо поверувам дека ќе се случи. Во основа, знаете, важно е да се избега од една неолиберална замка во која што сите ние сме вовлечени. Јас оведнаш го постирав на Facebook, меѓутоа сакам да ви покажам на мала книжка која што за мене е Библија од која ја почитам. И ги упатив сите новинари од тој период на половина година дена, сите новинари да ја прочитаат оваа книга, ако сакаат да се занимаваат со известување околу реформите во високото образование. Тоа е Конрад Пол Рисман, теорија на необразованието. Значи, ја не јас на литературата во детали околу високото образование, или има тоа се на друга, меѓутоа оваа книга може би најисцрпно и најаргументирано анализира зошто се ова не чини. И ќе изведам тука некои ставови на самиот Рисман, како некои подсети. Меѓутоа тоа што е важно е дека овој систем, значи овој начин што се спроведува за жалба и кај нас, води кон едно општество на необразование. Всушност сите овие мерки со кои што ние се занимаваме, сите овие дела. Нашето наставничко петодневие, кое се престои од проучување, пишување, мислење по бирократски чинови или актори, како сакате, го засега суштината воопшто или смислата на образованието. Точно онака како што оваа влада играше сите овие години против сите нас другите. Пресконференција, контрапресконференција. Протест, контрапротест. Тепачка, против тепачка. Очигледно дека системот се разбира само натре системот, односно со средствата на системот. И сега засега се подружно функционира, и ја тука тоа ви го подажал,
можем се разбира добро. Но, што ми беше поентот? Тоа што е многу важно да разбереме сите во нашите критичко мислење дека всушност реформи нека не залажува. Реформата не значи ништо доколку таа нема пред себе далековидност. Односно, како што се одвиваат работите, јас се држам стрикно до насловот на матримина, честите измени на законите во високото образование. И затоа листам тука посветува скорена третина од книгата. Мораме да разбереме и да прифатиме дека реформите се прават само заради реформите, заради реформирањето, но не и за реформирањето. На која живее духот на регулативава, духот кој што го гледаме и преку концепција за екстерно или државниство, и да се подсетиме и на другата планета, на планетата на која сте вие, а се надевам дека ќе не примите и нас, професорите. На таа планета, вашата, која може би има вредности што се на известен начин формулирани во некои традиционални европски декларации, документи кои што се однесуваат на високо образование. Еве, сакам да цитирам една декларација, Лисабонската конкретно од 2007. На таа планета, според овие декларации, се подразбира под универзитетска самостојност следно: академска слобода, тоа го знаете, финансиска автономија, организацијска автономија, кадровска автономија. Правата дефинирани во оваа декларација се предпоставува дека се вградени во статусот на универзитетите и неодделно од тоа во националните законодавства и регулативите на нормалните држави, група кон која наводно ние се стремиме. Овие законодавства, како исполнатата декларација, се темелат значи на низа дефиниции кои произлегуваат низа европски документи, само Магна Карта универзитетот ќе ја спомнам, декларацијата на ректорите на европските универзитети, донесена по повод 900 години од основањето на универзитетот во Българија. Значи, речи си да не постои општество кое денес во сферите на образованието и на науката не се подпиша на фундаменталните принципи од Магна Карта универзитетот. Само неколку ќе прочитам, да се подсетиме. Универзитетот е автономна институција во сршта на општеството, кои што се различно организирани поради географско и историско наследство, и тој произведува, испитува, оценува и пренесува култура преку истражување, преку предавање. За да ги задоволат потребите на светот што ги окружува, истражувањето и наставата на универзитетите мора да бидат морално и интелектуално независни од сета политичка власт и од економската моќ. Наставата и истражувањата на универзитетите мора да бидат неделиви, ако не сакаат да заостануваат за потребите што постојано се менуваат, за барањата на општеството и напредокот на научните сознанија. Слободата на истражувањето, слободата на едукацијата е фундаментален принцип на универзитетскиот живот. Така што и владите, и универзитетите, секој во рамки на своите можности мора да го почитуваат ова фундаментално барање. Отфрлајќи ја нетолеранцијата, секогаш отворен за диалог, универзитетот е идеално место за средба на наставници кои што се способни да го пренесат своето знаење и способни да го развиваат истражувањето и иновациите, и за студентите кои имаат права, кои се способни и кои имаат желба интелектуално да се збогатат со тоа знаење. Го гледате ли вие некаде ово денес? Универзитетот е повереник на европската хуманистичка традиција, а негова постојана грижа е
универзално знаење. За да ја исполни својата вокација, тој ги надминува географските и политичките граници и ја афирмира виталната потреба на различните култури да се запознаваат и да си влијаат меѓусебно. За да се постигнат овие цели со следење на овие фундаментални принципи, потребни се ефикасни средства, за да се сочува слободата на истражувањето, слободата на наставата, а инструментите соодветни за остварување на таа слобода треба да им се достапни на сите членови на универзитетската земја. Според мене таа е свата. Не наблегувам во правните димензии. Поведувањето на државен испит е заpravo изразување на недоверба, директна недоверба, како кон професорите, така и кон студентите. Тоа значи дека контролорите сакаат пак да не контролираат. Да се постава прашањето, кој нив ги контролира. Од друга страна, таа теза дека секој кој нема да го положи државниот испит е прашање дали воопшто нешто знае, е теза чисто инквизиторска, според која секој е виновен, секој кога не го докаже обратно. Пошто нема и универзитет на кој не се важи, барем помалце, тоа ще не стават сите граѓани на тест за лаги. Да, това не кажа, но да снимате или не. Значи, идеята за поведување на државен испит која изразува недоверба и кон професорите, и кон студентите, би требала во наредниот чекато да напише следното. Сите на тест за лаги. Детектор за лаги. Бидејќи сите сме лажни и грешни. Понатаму, ова идеја за државен испит за мене не прифатлива и од следниве причини. Прво, во текот на студии нешто полагате испит. Полагате колоквиуми, полагате тестови, кои веројатно се проверува вашето знаење, што би се проверувало. Понатаму изработувате семинарски работи, изработувате библиографија, изработувате есеи, на крај дипломирате. И тоа е дел од оно што се означува континуиран процес на студирање. И сега некој декано покрај сите овие форми на проверување на знаењето да го введува државен испит. Да се знае кој е каждал и што повика со тоа. Значи, ако ги имаме предходните елементи, класичен испит, тестови, колоквиуми, семинарски, есеи да не должат, вклучувајќи и дипломска работа, во која употребувате своето знаење во потесна област, која сте избрали за студии, има и конкурс. Тоа сакате да се работувате. И е тука државниот испит. И газдате да се опромени вашите знаење. Ке ви дали ви одговарате и ви не одговарате. Така што тоа е уште еден софизм, тоа е уште едно, така да кажам, спопикување, иако не е баш сосем академски. Академски ситуација може да и така да се изискува. И на тревните причната, бидејќи времето е ограничено, постои и приправнички стаж. Че сте дипломирали, че сте тони елементи, сте внутри, изпити, колоквиуми, така натаму. Со дипломска. И на крај да имате приправнички стаж. Пак тука се покаже дали вие знаете или не знаете. Тоа значи дека на стопанството не сакате да подиземни ингеренции, ја па со пастрени, јас сакам лично да се врвам како вие знаете. А тоа ќе го проверите во текот на вашите приправнички стаж. Исто така имаше студентски ден. Пред собрание беа подржани дел од професорите. Дел од тие професори беа јас. И посети студентите следно зашто протестира. И посети го луѓе кам
во нивните шатори. Денеска се тие или во собрание, како беа дури и министри. Некои се се уште министри. И сега велат, немате право. Јас реков на почетокот, секоја генерација има право на свој протест, на своја револуција. Според тоа, не сме тоа да не декуражиме. Идејќи во крајна линија, уште 1903 година, економиката со Ленин, Роза Луксембург го предупредува Владимир Ильич. Слободата не е слобода за оние кои исто мисли. Слободата не се понаша, слобода за оние кои различни мисли. Според тоа, дозволете на секоја генерација да има свој протест. Християнски студенти имаше граѓани, имаше многу совесни и свесни луѓе, имаше многу колективна енергија. Тоа ми понесе и ме држи до денешен. Јас дојдам од природно-математичката факултет, затоа пред да се осврнам на проблемите со природните науки, ќе го кажам следно во област на екстерното тестирање. Значи, така наречени државни изпити. Тука веќе априори, отивам значи сега по дискусија и велам дека екстерно тестирање, односно државниот изпит треба да се финансира во тој правец. Постои релација студент-професор и тука и само тука се одговара и се добива оцена. Оцената што ќе ја добие студентот е доживотна. И таа нема право никој да ја ревидира. Доколку студентот е незадоволен од својата оценка, испитот може да го преполага повторно кај професорот и да добие повисока оценка. Тука приказната, според мене, завршува. На природно-математичкиот факултет се уште не имаме нанесен дефиниран став. Вчера имавме состанок, ние на Институтот за биологија, 6 институти сме инаку. На Институтот за биологија се изразихме негативно, негативно овој државен изпит. Професор Богдан Будановски сега ми кажа на разговор дека и нашите колеги од Институтот за хемија се изразиха негативно. Еве колегата, колешката Олга Галдова, исто така. Значи, тоа се три институти. Јас се надам дека и останатите три институти ќе имаат негативен став, значи во врска со така наречениот државен изпит и во целост природно-математичкиот факултет има негативен став. Тоа ќе го знаеме во понеделник најасно во вторник. Сега конкретно ќе се задржам на темата на оваа трибина и конкретно на проблемите кои што се јавуваат во природните науки. Природните дисциплини, значи, имаат своја специфика и потребни се многу континуирани финансиски средства, значи континуиран прилив на финансиски средства, за да може да се реализира квалитетно. Ќе започнам од пирамидата, така наречена на универзитет. Таа започнува со студентите, тие се на основата на пирамидата. Ако не постоја тогаш не би требало да постои универзитетот. Потоа се асистентите, професорите, деканите, проректорите и на крајот ректорите. Значи тоа се една вертикална иерархија, која што би требало да биде автономна, но тоа за жал не е. Поведувањето на Болонската декларација. Фактот дека, она што би рекла мојата во моментот за жалоцот на колешка Гордана Силјановска, која би ги испреќа низините срдечни поздрави од Венеција, како член на Венецијанската комисија мораше да биде животне таму. Меѓутоа, уште во првиот момент кажа дека она што владата си го осудила, па ќе си го стави на две хартивчиња, кога што сега не навредува министерот, ни дава нешто што не е концепт за кој ние треба да мудруваме по институти, по факултети, по деканати, по ректорати, интеруниверзитетска конференција. Гордана Силјановска го нарекува нормативен илузионизам. Значи, нешто ќе се смислите како концепт или ќе го позајмете од некаде и на крајот ќе видите дека не дава
резултати, односно дава погрешни резултати. За Болонската декларација, јас се сеќавам само на една дебата во ректоратот, организирана од невладина организација во соуделство со Министерството за образование, што значи повторно отуѓено од наставна база. Во ниту еден момент не се испитале можностите за нејзина имплементација, резултатите кои ги дава и слично. Во моментот, тука ќе завршам, имам дека ближно, до крајот, во моментот само ќе завршам околу она што е сега актуелно. На 5.12 ни е испратен, односно ректорот испратил допис до деканите на зборувам за УКИМ, верувам слично нешто се случува и на другите универзитети. И тоа стасува после празникот, се разбира, до факултетите, па потоа факултетската управа тоа доставува до институтите, а во овие денови ние како институти од 10 на 20, 30 луѓе кои како, треба да артикулираме став. А до понеделник, во краток рок, значи 10 на дена, треба деканот, ја не знам како ќе успее тоа да го направи, јас сум загрижена за мојот декан, имаме 10 на институти, како ќе ги сумира нашите заеднички ставови. Кога ние прво не сме разговарали на наставнички совет, ние воопшто не сме седнале да разговараме, ние воопшто немаме ни електронска комуникација, освен некакви покани и слично, за да се сумира кој е ставот на филозофскиот факултет. Јас во момент можам да ви го кажам мојот став, не можам да го кажам на филозофскиот факултет. Тој ќе биде познат, може би во понеделник или вторник. Не можам да ви го кажам ставот на УКИМ, меѓутоа ме радуваат повремените овие сега сигнали, дека правен факултет во природно-математичкиот, финки беше споменат и така натаму. Гледате ли колку децентрализирана е целата оваа дебата? Колку нам ни е потребно на едно место да се чуеме. И токму затоа јас сум ви бескрајно благодарна за тоа што вие, студентите, не собравте, не седнавте во овој амфитеатар да поразговараме за нешто за кој ние требале одамна да